Да, сме повторно назад во отвореното студио 1, 15 часот и 25 минути. Ова е втор блок отворено студио 1 и како што претходно најавивме, овој пат имаме двајца гости, а темата на која што ќе зборуваме односно од минатата недела и на некој начин ќе ја продолжиме, станува збор за еден континуитет, односно за денационализација на лицата со попреченост, но овој пат ќе разговараме со двајца гости од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака. Станува збор за Маја Гацовска, психолог, и дефектологот Виктор Боризовски. Добар ден и добре ни дојдовте во отвореното студио. Добре ме најдов. Вака, јас би сакал најпрво да почнеме со Конвенцијата на Обединените нации, која што всушност нашата земја ја има ратификувано во 2011 година, ако не се лажам. Ова всушност конвенција не е ли наметнува на сите држави кои што се подписнички, кои што имаат ратификувано, всушност да им ги гарантира правата на лицата со попреченост. Сега колку оваа конвенција, бидејќи еве секој колку ета се спроведува? Вака, најпрво јас да кажам, како што рековте, конвенцијата е ратификувана од страна на нашата држава во 2011 година и за нас, како држава подписничка на оваа конвенција, значи представува законска обврска да ги почитуваме сите оние одредби кои што се пропишани во оваа конвенција. Самата конвенција не носи нови права за лицата со попреченост, туку ги сублимира на еден начин сите оние претходни човекови права кои што биле обезбедени преку низа декларации и конвенции, сосредоточени токму само на лицата со попреченост, кои што секоја држава подписничка, нели, откако ќе ја ратификува конвенцијата, треба своето национално законодавство да го хармонизира со одредбите од конвенцијата. Нашата држава, како што рековте, тоа го стори 2011 година и од тогаш па наваму ги имплементира на овој или оној начин одредбите во дадени во оваа конвенција. Согласно конвенцијата, формиран е комитет за правата на лицата со попреченост кој што има задача да ја следи имплементацијата во секоја од државите и да бара извештаи од државите за нивната имплементација. Нашата држава минатата година во септември беше на седница на овој комитет во Женева и таму имаше можност да го брани извештајот кој што претходно го имаше поднесено во однос на имплементацијата на Како беше тој извештај? Што покажа? Значи, извештајот ги даде сите оние активности кои што државата ги има направено во првите неколку години од ратификацијата на конвенцијата, затоа што така налага комитетот и поднесувањето на извештаите, и ги представи своите активности кои што ги презела како држава. Меѓутоа, доброто во овој комитет е тоа што невладините организации имаат можност да поднесуваат своји извештаи, така наречени извештаи во сенка. Па така нашата држава, односно невладиниот сектор од нашата држава се обедини и формираше и изготви свој извештај во сенка кој што беше презентиран пред комитетот, и комитетот всушност имаше можност пореално да ја согледа сликата во однос на остварувањето на правата согласно оваа конвенција. И што согледа комитетот во однос значи, на вашиот комитетот, како и за секоја држава, така и за нашата, даде низа препораки согласно секоја одредба од законот, согласно секоја одредба од конвенцијата, и даде како загрижености за тоа што не се спроведува во нашата држава, така и препораки како во иднина ние да ја подобриме имплементацијата на конвенцијата. Например, даде препораки за унапредување на социјалната заштита во нашата држава, па така нашата држава согласно препораките изготви и веќе е усвоен нов закон за социјална заштита кој што нуди низа нови законски решенија и ги унапредува веќе постоечките законски решенија од областа на социјалната сфера, во областа на образованието во теке согласно препораките во едно тоа, меѓутоа и самата наша држава согласно конвенцијата
изготвува нов закон за основно образование, кој што е веќе во завршна фаза, ставене на ЕНЕР или за забелешки од страна на јавноста, финални забелешки со цел да може да се изгласа. И значи во различни сфери од секојдневното живење кои што ги засегаат лицата со попреченост, вработување, независно живење. А што е со здравствените услуги? Дали имаат еднаков третман лицата со попреченост или сепак во оваа област и понатаму има проблеми, треба што многу да се работи на ова прашање? Вака, значи, лицата со попреченост подеднакво можат да ги уживаат законските одредби кои што се нудат во здравствената заштита. Меѓутоа, она што кај нас недостасува, например, и беше согледано и од самиот комитет, е дека физичката пристапност, например, до здравствените институции е непостоечка или е многу мала, значи самите лица со попреченост не можат лесно да пристапат до здравствените институции и да си ги остварат своите права. Претпоставам дека исто проблемот е со јавниот превоз. Истото и со јавниот превоз, меѓутоа се повеќе се обрнува внимание на тоа, не е доволно се уште, меѓутоа се уште нели можеме и имаме простор да ги унапредуваме овие законски решенија. Така, сега во однос на вашата организација, ви исто така имате и дневни центри ширум земјава, па јас би сакала да го прашам господинот Борисовски, еве во однос на дневните центри, колку имате низ земјава и поконкретно вие како дефектолог, како започна всушност еве вашиот ден во овие центри? Добар ден и од мене. Порака во 2000 година го отвори првиот дневен центар за лица со интелектуална попреченост, за лица со умерена и тешка интелектуална попреченост во Скопје. Веднаш потоа беа отворени уште 8 други дневни центри. Моментално менаџираме дневни центри 2 во Скопје, во Радовиш. По план се за отварање уште 2 други дневни центри во најскоро време во Прилеп и во Штип, такви се најавите. Дневните центри се една форма која што пред се овозможува лицата со интелектуална попреченост да бидат заштитени од институционализација, тоест да не бидат вклучени во тој ригиден процес на институционализирање кој што постоел во се до крајот на 90-тите години на минатиот век. А идеја зошто би се отвориле дневни центри е да потенцирам дека ова се дневни центри за лица над 18 години со умерена и тешка интелектуална попреченост, затоа што сметаме дека до 18 години потребно е секој лице има право на образование и потребно е секој едно лице без разлика од типот на попреченост да биде вклучен во образовниот процес, тоа го налага нели нашиот закон и уставот. А сега ги отворивме дневните центри со цел освен лицата со интелектуална попреченост да се заштитат од институционализација, на еден начин и поддршка на семејствата да дадеме, затоа што самите семејства најчесто се водат грижа за овие лица, секојдневно се затворени дома со нив, не можат да се вработуваат, значи не можат да остават право на вработување. На еден начин еден вид на оддишка, тоест поддршка за семејствата кои што ги имаат овие кои што имаат лица со интелектуална попреченост. Дневните центри во дневните центри се способуваат лицата за колку што е можно поголема самостојност во живот. Какви се активности имаат во текот на денот? Значи активностите се насочени кон оспособување за самостоен живот, когнитивни активности, практични активности, социјални активности, активности поврзани за поддршка на семејството. Сите тоа се активности кои што секојдневно на база на индивидуална програма која што се изработува за секој корисник се имплементира во овие дневни центри. Оваа програма е унифицирана во сите дневни центри, на ист начин се работи. Во Скопје реков дека има во населба Аеродром и дека има во населбата Капиштец. Дневните центри како форма, начин на кој што настануваат дневните центри, за да дојде до формирање на дневен центар, потребно можеби да се помине негош и некоја друга форма, како што се социјални клубови, кои што исто така. Да, токму сакав и за тоа да прашам, еве, што е разликата помеѓу социјалните клубови и дневните центри, бидејќи нели пред да започнеме со овој формален разговор, разговаравме токму и за социјалните клубови. Значи, социјалните клубови се на еден начин подготовка за формирање на дневен центар. Социјални клубови исто така менаџира нашата организација во Републикава.
таму се офатени неколку денови, не секој ден, како што работат дневните центри, значи неколку денови во неделата, по неколку сата, 2-3 часа, зависно од тоа какви се можностите во секој на локално ниво. Има капацитет за колку лица? Во дневните центри постои определени правилници според кои што можеме да фаќаме определен број на лица. Моментално во Скопје се опфатени 50 на лица со интелектуална попречност, меѓутоа во двата дневни центри, и во Капиштец, во населбата Капиштец и во населбата Аеродром. Се работи секој работен ден од 7:30 до 16 часот. Овде лицата по пристигнувањето имаат насочени активности помеѓу 8:30 и 12:30 часот. По 12:30 часот имаме активности поврзани со вежбање, релаксација и слични други некои тековни активности. Потоа имаме во текот на денот се оди и кон подготовка на оброк, кој што заеднички после 13:30 14 часот го конзумираме заедно со корисниците и после 14:30 часот поминуваме на средување на просторот и заминување дома. Така, бидејќи ви двајцата остварувате секојдневно контакт со лицата со попреченост. Што е најважно за со тек на време тие да стекнат доверба во вас? Каков е вашиот првичен пристап? Што е најважно? Да. Токму првите контакти и првиот разговор со лицата со попреченост, со лицата со интелектуална попреченост е она што е најважно и круцијално во работата, затоа што уште од самиот почеток се чувствува дали има поврзаност, така да ја наречеме, помеѓу персоналот кој што работи во сервисните служби и лицата со интелектуална попреченост, односно дали лицата со интелектуална попреченост ќе може да се вклопи и да ја посетува сервисната служба и токму затоа во дневните центри при почетокот на вклучувањето на лица со интелектуална попреченост има период на адаптација кој што трае по 1 час, 2 часа, во зависност од самото лице со интелектуална попреченост, токму да се усети дали може лицето со интелектуална попреченост да се прилагоди на сето она што се нуди како сервис во дневните центри и дали може да се пронајде таму. А што во оној случај доколку Ева не се пронајде таму? Што понатаму? Како... Значи, доколку лицето едноставно постојат критериуми според кои што може лицето да биде примено во оваа сервисна служба, во дневен центар. Ние нудиме како организација сервисна служба дневен центар. Постојат и други сервисни служби во светот, се надеваме и кај нас ќе се развијат, кои што се строго индивидуализирани, тоест персонализирани. Не секое лице без разлика, значи дали станува лице категоризирано како лице со умерена интелектуална попреченост. Значи не сите лица со умерена интелектуална попреченост ги имаат истите потреби за поддршка. Так. Во случај да лице во првичните разговори со родителите кажуваме дека ние лицето веднаш не можеме да го фатиме во дневниот центар и затоа што постојат случаи кога едноставно ние не сме способни да дадеме поддршката на тоа лице. Во тој случај постојат други центри во државата, можат лицата да се обратат на друго место. Значи ништо не е облигаторно, кај нас нема, никој не кажува дека морате да одите во дневниот центар на порака и таму да престојувате. Ние го нудиме тоа како сервисна служба во местото на живење. Неопходно е лицето да има документ, официјален документ кој што го издава официјална институција во Македонија, според кој што се категоризира лицето и во кој што се кажува дека има умерена или тешка интелектуална попреченост. Меѓутоа, тоа е иницијално нешто, доколку лицето едноставно не одговара за она што ние му го нудиме како можности за да се стекне со определени вештини, лицето не може, постои опција да не биде примено во дневниот центар. Значи, сакам да кажам дека не секогаш она иницијална дијагноза со која што доаѓаат лицата со интелектуална попреченост мора да е она крајниот епилог и дека ние мораме секогаш да се повикуваме на таа дијагноза. Постојат скала за процена на можности кои што ние имаме како наш инструмент за работа, според кој што утврдуваме дали лицето може да се работи индивидуално со него, дали за лицето можеме да му дадеме, како што ви реков, поддршка, дали ќе стегне некои вештини, дали тие вештини ќе бидат корисни за него за да ги имплементира надвор од дневниот центар и слично.
Бидејќи предмалку ја спомнавте државата и надлежните институции, јас исто така би сакала да ве прашам каква е вашата соработка во однос на со надлежните институции, да стана збор по ова прашање. Значи, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака е организација која што е формирана далечната 1963 година и значи успешно од тогаш па наваму работи во областа на попреченоста и унапредувањето на правата на лицата со интелектуална попреченост. Значи во ова повеќе од 50 години постоење на нашата организација ние имаме и така воспоставено соработка со сите чинители во нашата држава кои што делуваат во сферата на попреченоста, без разлика дали тоа се работи на национално ниво, значи со владата и со институциите на владата и на општинско ниво со локалните власти, се разбира и со бизнис секторот и сите оние кои што допринесуваат на некој начин за унапредување на правата на овие лица. И секогаш се трудиме таа соработка да биде успешна и на задоволително ниво со цел да можеме да го напредиме секојдневното живење. Сакала да прашам во однос на националната стратегија која што ја усвои владата за деинституционализација на лицата за попреченост. Каков е вашиот став во однос на оваа стратегија? Самата по себе е доволна или сепак потребно е уште многу да се направи за да се поместат работите со оглед на тоа дека сепак факт е дека и во денешно време и понатаму лицата со попреченост се соочуваат со дискриминација. Вака, значи, како што напомна и Виктор, нашата држава го започна процесот на деинституционализација во 2000-та година. И во тоа време, иако се почнаа да се отвараат различни сервисни служби, немаше никоја конкретна, најверојатно политичка волја за целиот овој процес да се истурка до крај онака како што треба. Не се распоредуваа нити доволно финансиски средства, нити на вистина се отвараа сите оние сервисни служби кои што се потребни за овој процес да функционира. Меѓутоа, од минатата година се донесе нова стратегија за деинституционализација, односно да се овозможи оној преод од институционална грижа на лицата со попреченост во грижа во местото на живење. Значи, потребно е, се отвараат различни видови на сервисни служби, меѓутоа и државата има обезбедено доволно буџет за вакви сервисни служби, што значи дека намерата на државата е во вистинска насока. Меѓутоа, се уште, она што е потребно од страна на државата е да се изготват сите оние регулаторни механизми кои што се потребни за социјалните сервисни служби кои што се нудат во моментов и кои што ќе се нудат во иднина за лицата со попреченост да можат квалитетно да живеат во местото на живење и да придонесуваат во општеството како еднакви граѓани, е да се обезбедат. Тоа значи да се обезбедат механизми за, односно правилници за лиценцирање и акредитација на сервисните служби, односно на обезбедувачите на сервисните служби, значи правилници кои ќе може да менаџира вакви сервисни служби, да се понатаму да се обезбедат правилници за мониторинг и евалуација на овие сервисни служби, пред се да се донесат и стандарди за квалитет кои што ќе мора сервисната служба да го обезбеди ако сака да функционира и да добива финансиски средства, и се разбира да се обезбедат доволно финансиски средства да можат сите овие сервисни служби да функционираат непречено, за да не ни се случи ние обезбедуваме сервисни служби, меѓутоа финансирањето престанува и што правиме со овие лица кои што се веќе излезени од институциите. Така и веќе споменавме државата, што досега направила, што според вашите препораки треба исто така да направи за да се подобрат работите, односно да се намали дискриминацијата кога стана збор за лицата со попреченост. Не би сакала да прашам во однос на свеста кај граѓаните. На задоволително ниво е, не е? За жал, кај нас се уште постојат голем број на
предрасуди во однос на лицата со попреченост, особено кон лицата со интелектуална попреченост. Потребно е и такако активно да се делува за да се надминат сите овие предрасуди, да се подигне јавната свест кај населението, општото население за можностите и способностите на овие лица кои такако можат со вистинската, правилната и навремената поддршка која би им се овозможила или уште од најрана возраст да можат подеднакво да учествуваат во општествениот живот како и сите други граѓани и да бидат вреднувани и почитувани како еднакви граѓани. Во во ваквата битка, иако во последно време морам да кажам дека овие свеста кај населението се зголемува, меѓутоа се уште не е на она завидно ниво кое што би посекувале. И тука вие како медиуми како можете да ни помогнете во оваа борба и во овие напори да ги прекажеме и да ги афирмираме лицата со попреченост, лицата со интелектуална попреченост како еднакви граѓани, да ги покажеме нивните вистински потенцијали и можности што се они можат да понудат во општеството. Така, јас со оглед на тоа дека имаме уште неколку минути, полека ни истекува времето, јас би сакала да ве прашам во однос на сегашните проекти кои што ги има вашата организација, какви се вашите планови исто така и за воиднина? Како што напомена Виктор, во моментов на што сме најмногу фокусирани се ширењето на мрежата на сервисни служби кои што ги нуди нашата организација согласно и стратегијата за деинституционализација на државата. Па така да во моментов сме во подготовки на отварање на нови 2 дневни центри, едниот во Прилеп и едниот во Штип. Во овие организации веќе делуваат неколку години наназад социјални клубови и времето е веќе доспеано и стасано да можат овие социјални клубови да прераснат во дневни центри и се разбира со поддршка на државата, на Министерството за труд и социјална политика и на локалните општини, се надеваме дека во скоро време и ќе прераснат во дневни центри. Тоест очекуваме и би требало. Вие, господине Борисовски, да дополните нешто за крај? Значи, ќе се навратам на претходното прашање што го поставивте на колешката околу свеста на луѓето, на нашата воопшто на заедницата. Промените се случуваат многу полека и многу тешко. 19 години постои веќе дневниот центар во Аеродром каде што е моето работно место. На почетокот постоја стереотипи во примарното опкружување, луѓето кои што живеат, работат до нас, до дневниот центар и до слични некои работи. Сега сме ние прекрасно префатени во таа средина, сите наши корисници се сосема никој воопшто не ги гледа како лица од втор или некој друг ред во државата. Тоест, потребно е многу влијание, го кажувам као пример ова, потребно е многу влијание за да секој утро кога ќе се разбудиме, сваќаме дека ние, условно кажано, нормалните луѓе, како нормални, можеби изгледаме чудно во луѓето на оние што ги рачунаме како лица од втор ред, тоест лица кои што имаат попреченост, затоа што не ги третираме како еднакви како нас. Можеби самите лица со попреченост не се чувствуваат пријатно, не можеби туку сигурно не се чувствуваат пријатно кога ние ги деградираме или сегрегираме не ние како луѓе, туку воопшто ние како општество кога им правиме определена дискриминација. Потребно е многу големо влијание, колешката кажа, потребно е медиумско влијание, меѓутоа потребно е влијание секојдневно кај сите чинители пред се да се смени тој ментален склоп. Во спротивно, џаве се сите деинституционализации и слични некои документи кои што ги правиме, доколку менталниот склоп на сите нас не се промени, не ги прифатиме како равноправни граѓани. Така, јас ви благодарам на денешното гостување, тоа што прифативте денеска да бидете мои гости. Се надевам дека и ќе се дружиме во некое наредно издание, наредна емисија. Ви благодарам и ние на вас за поканата. Така, исто ви благодарам и јас на вас. А ние туку, почитувани гледачи, се одјавуваме. Вие не го менувате каналот, бидејќи во продолжение следуваат вестите со колешката Елена Џугуманова.
Ексклузив ќе гледате. Маријана Станојковска веќе не крие дека е со Пеце Наумовски. Ја прашавме кога ќе прават свадба, а нејзиниот одговор не изненади. Ќе видиме. Го очекуваш? Мола? Дали го очекуваш претано? ДНК се подготвува за роденденскиот концерт. Ексклузив ги има деталите од прва рака. Е многу драго што сме издржиле во оваа бара полно со